Опозицијската СДСМ го користи политичкото влијание за партиски собири на наставници во организација на нивната комисија за образование. Утре пред зградата на МОН ќе побараат повисок надомест за наставниците за 12%. Под мотото "Немате оправдувања, покачете ги платите". Овој собир според нив е предупредување на почетокот на учебната година. Тие ги искритикуваа премиерот Христијан Мицкоски и министерката за образование Весна Јаневска дека немале план за развој на образованието. Тоа е собир на кој што ќе биде искажан револтот од погрешните политики во образованието од страната на владата на ДПМН и Весна Јаневска. Ги покануваме сите просветни работници, без разлика на нивните политички убедувања, да ни се придружат. Заедно да го искажеме незадоволството и да го кренеме гласот, да извршиме притисок врз власта за да ги промени погрешните политики. Веднаш по оваа најава реагираше и Синдикатот за образование, наука и култура. Председателот на СОНК Јаким Неделков вели дека нема да учествуваат на никакви партиски организирани протести и строго ќе внимаваат на мешањето на политиката во синдикатот. Се оградуваме од организирање на вакви протести каде што се повикува членството на синдикатите од дејност образование. Ако некоја политичка партија смета дека треба да протестира, треба да се подпре на собственото членство, а не на вработените во дејност образование, кои што припаѓаат на некои од синдикатите. Од аспект на тоа, мислам дека оваа политичка партија влегува во ингеренција или во надлежности на синдикатот, што не е добро. Неделков вели дека како синдикат се обидуваат преку разговори со владата да се изнајде решение за повисоки плати, кога ќе има средства и услови за тоа. По најавата на СДСМ за собирот на наставници реагираа и од владеачката ВМРО ДПМН. Според нив, СДСМ и ДУИ вршеле брутална злоупотреба на просветните работници. СДС и ДУИ вршат брутална злоупотреба на наставниците, организирајќи партиски протест, со што докажуваат кој седи позади наводниот синдикат. Казанџиска е дел од раководството на претходната влада на СДС и ДУИ, која ги угнетуваше наставниците, која не ги консултираше за ниту една промена што предизвика тешки штети по македонското образование. Влада која доцнеше со исплатата на платите и манипулираше дека ги зголемува. Без да ја споменува високата инфлација која ги изеде платите на сите граѓани, па и на наставниците. Предходно министерката за образование Весна Јаневска рече дека наставниците нема да добијат покачување на платите за 12% сега во септември, но најави дека ќе има зголемување во март идната година. Причината за ова, според неа, бил празниот буџет кој го оставила предходната влада и лошо испланираните средства.